Во Демирхистар се одржува шестата летна Демирхистарска школа, чии организатори се манастирот Свети Јован Претеча и општината. Еминентни стручњаци од областа на археологијата, архитектурата, теологијата, историјата и историјата на уметност одржуваат своји предавања и истражувања. Годинава раководителот на школата професор доктор Сашо Цветковски ги презентираше иконите и фреските на Свети Климент кои што Ману ги смести во книгата 100 портрети на Свети Климент, собрани од Македонија, Албанија, Грција и Србија. Според тие портрети, Цветковски вели дека може да се каже дека култот кон Свети Климент воопшто го нема во Бугарија, а обидот за негова бугаризација е смешен. Ако немате портрети средновековни во Бугарија, не може да говориме дека култот на Свети Климент таму бил прифатен, дури таму не ни пробил. Ме разбирате, до средината на 19 век ние немаме портрети на Свети Климент сликани во некои споменици кои сега се во рамките на бугарската држава, но и тие што се сликани таму, тие не се автентично во смисла на израз на некоја автохтона, онака исконска предаденост кон култот и култот да бил сраснат со таа средина и прифатен. Тогаш сите овие сега актуелни работи изгледаат целосно безсмислени. Според Цветковски, дури и во периодот на бугаризација на одредени светители и историски личности што се случувало после 40-тите години на 19 век, дури ни тогаш во Бугарија нема портрети на Свети Климент и Свети Наум. На светители, на култови, на личности кои не се поврзани со бугарската историја, а на таков начин се присвојуваат. И тоа веќе и бугарската историографија. Имаме ние текстови од бугарски колеги кои по тие наслови го кажуваат бугаризација на култовите, бугаризацијата на личностите, што значи дека тој е еден процес апсолутно потикнат од некои сосема други, да кажем, романтичарски тогашни погледи на историјата, на историографијата, но тоа е далеко од вистината. Тоа е далеко од вистината и во тој процес на бугаризација ние немаме портрети на Свети Климент, немаме портрети на Свети Наум. Значи, тоа е една средина која никогаш не ги чувствувала за своја. Годинава школата и во знакот на 1130 години од ракополагањето на Свети Климент во епископ и исто толку од доаѓањето на Свети Наум и започнувањето на монаштвото во Македонија, што е доказ дека тука имало монаштво неколку децении пред неговата појава на Света Гора.